Добар ден и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Денешната емисија ја реализираме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Се повеќе парови се соочуваат со предизвикот да станат родители. Неплодноста отвара многу прашања и дилеми. Кои се причините и какви решенија нуди современата медицина? Во Телма амбуланта зборуваме за шансите за родителство кога ќе се јави проблем со неможност за забременување. Разговараме со магистар доктор Клементина Кузеска, специјалист по гинекологија и акушерство од Оделот за асистирана репродукција во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Останете на Телма, а при крајот на денешното издание вклучите се и со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за неможноста за забременување, кои се најчестите причини што доведуваат до овој проблем и какви се третманите. Ова прашање ќе го упатиме на магистар доктор Клементина Кузеска, специјалист по гинекологија и акушерство од Оделот за асистирана репродукција во Аџи Бадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден, добре ве најдов. Се повеќе парови го одложуваат родителството, но биолошкиот часовник отчукува. Па од која возраст кај жената плодноста драматично се намалува? Да, современиот начин на живот некако го поместува тој тренд за одлука околу зачнување на потомство. Така да возраста кај жената е варијабла која што драматично делува негативно во смисол на тоа да поготово над 4 до 35 години се смета, се прифаќа дека е некако оптимална репродукцијата. Над 35-та почнува да опаѓа можноста за репродукција, на 40-та драматично опаѓа, до 42-та, третата некако се очекува дека можеби и може да се реализира некој помал процент на успешност, а веќе нагоре скоро и да е невозможно. Така да... Значи, возраст има многу важна улога. Апсолутно. Во можноста за забременување кај жените. Да. А што е со мажите? Постои ли ваква некоја биолошка граница и кај нив? Да. Возраста и кај мажите влијае, меѓутоа не така драматично како кај жената. Значи, жената е таа, односно возраста на жената е таа која што на некој начин ја дирижира успешноста на можноста за зачнување. Така да тој момент некако во последно време има еден тренд социјално за раздвижување, за да се разбуди свесноста кај жените во смисол на тоа дека треба да размислуваат малку порано, ако ништо друго, во смисол на можноста на зачувување на јајни клетки. Замрзнување. Да, доколку во моментот не се во кондиција да одлучат за потомство, така да ако ништо друго, барем да зачуваат јајни клетки кои што ќе бидат млади, кои што ќе бидат лесно, ќе можат лесно да се оплодат, така да еден пул, една резерва која што во животот многу ќе значи понатаму кога жената ќе се реализира и приватно и професионално и кога ќе одлучи да започне во смисол на зачнување на нејзино потомство. Така, значи за тоа треба навремено да се размислува, за да можат сите перспективи во животот да бидат отворени. Да се искористат, така. Да проговориме за најчестите причини кои што доведуваат до неплодност кај жената и во возраста едно од нив. Дали понатаму доминираат хормонските дисбаланси во организмот? Па, секако, хормонските дисбаланси имаат влијание. Поготово со возраста тие и се потенцираат, токму и за тоа влијанието на возраста и тука некако е во содејство со тој момент кој што негативно влијае на процесот на фертилизација. Во младоста, значи ние и уште во самиот контакт со пациентката веќе на некој начин со анамнезата, со физикалниот преглед веќе констатираме одредени отстапки во физикусот, доколку е пациентката обезна, очекуваме дека тука некако постои некој дисбаланс кој што би требало да го коригираме. Понатаму одреден тиреоиден дисбаланс во нивото на пролактинот може да влијае на самиот процес на успешност. Доколку е покачен пролактинот? Доколку е покачен секако. А тој е врзан па со стресот, така да стресот на тој начин индиректно влијае на
на поместување на таа хормонска оска која е исклучително нежна и која што е исклучително вулнерабилна на надворешни влијанија, и заради тоа во тој дел практично секој хормонски дисбаланс би можело да се одрази на неможност за зачнување. Значи пролактинот би требало да биде во нормално ниво. Во нормално ниво, да. Благо покачено би правил проблем? Па и благо покачено може да влијае на таа квалитетот на таа втора фаза постовулаторна. Кога со лесна корекција можеме да помогнеме на лесен начин да пациентката зачне, ако веќе е тоа констатирано како проблем. А кога станува збор за тироидните хормони, Да. Има еден хормон ТСХ кој што Да. го излачува Да. хипофизата, Да. тиреостимулирачки хормон. Колкава треба да биде неговата вредност? Па во однос на делот за репродукција, ние предпочитаме да биде околу 2 или под 2, ме разбирате? Во нормалниот ранг, горниот катов, што велиме, горната граница До 4 некогаш, е 4, меѓутоа затоа во репродуктивната медицина малку се померени границите во смисол на тоа дека нас вредностите под 2 ни се пожелни за да тироидната жлезда не влијае негативно на процесот на репродукција. И затоа дури и сами понекогаш како репродуктивни ендокринолози, меѓу другото, си дозволуваме и без консултација на луѓето кои што се специјализирани во областа на контрола и на третман на тироидните отстапувања, да додадеме една блага, лесна доза на лек кој што на некој начин ќе ни го овозможи, да, кој што ќе ни го овозможи тоа оптимално ниво на ТСХ кое што ни е пожелно. Да проговориме за останатите фактори. Добре. Што е доколку тубите односно яйцеводите, се запушени, односно се блокирани? Па, кога јајцеводите се непроодни, значи не постои можност за зачнување на природен пат. Така да тука веќе ја користиме нашата метода за вештачко оплодување, каде што ја премостуваме непроодноста на јајоводите. Затоа што јајоводите, односно тоа се каналите, патот на кој што јајната клетка треба да го пресретне сперматозоидот. Доколку постои пречка, значи не постои можност за нивно физичко сретнување, ме разбирате. И заради тоа, по пат на вештачко оплодување, ние ја вадиме јајната клетка надвор од организмот на жената и овозможуваме средба со сперматозоидот во лабораториски услови и го премостуваме практично таа пречка на непроодност на јајоводите. Меѓу другото, да напоменам, во касните 70-ти години, кога практично е иновиран процесот на вештачко оплодување, јајоводната непроодност, односно тубарната непроодност, била и основна индикација врз основа на која се базира самата постапка во смисол на изнаоѓање на решение за надминување на тој проблем. Значи во овој случај не постои можност за природно зачнување. Да. А што е со жените кои што имаат полицистични јајници? Така. Па кај полицистичните јајници генерално може да постои многу често ановулација. Значи тие жени да немаат овулаторна функција. Значи и самиот израз полицистични јајници е можда несоодветен, затоа што се работи за лесно зголемени јајници во кои што имам голем рој на мали фоликули кои што се практично налик на бисерна нитка, распоредени под капсулата на јајникот. Не се тоа големи цисти, ме разбирате. Така да тоа се микрополицистични е еден од синонимите. И тие практично некако се заспани, тие јајни клетки, односно тие фоликули не растат. Најчесто не растат. Така да понекогаш кај некои пациенти со полицистични јајници постојат ретки овулации, меѓутоа па тука има една пречка во смисол на тоа да пациентката не е свесна кога е во тој плоден период за да може да се насочи да го опфати тој концепцијски максимум. Така да кај пациентките со полицистични јајници може да имаме, често среќаваме проблем на неплодност, кој што се надминува на многу едноставен начин, затоа што практично употребуваме медикаменти со кои што го стимулираме јајникот, го раздвижуваме и тие мали фоликули практично им овозможуваме раст до овулаторна големина,
односно до практично големина кога жените стануваат плодни. Така да, кај тие пациентки, еден од начините да го надминеме проблемот е нели индукција на овулација. Меѓутоа, многу често пациентките со полицистични јајници знаат да бидат обезни, крупни. Така да тука некако имате покачен инсулин? Да, инсулинската резистенција е зголемена заради масното ткиво. Заради тоа практично и тоа е некако едно метаболно пореметување и состојба налик на предијабет, ме разбирате. Така да кај тие пациентки е основно, значи како основен тераписки пристап, значи прво препорака за диетален режим во период подолго од 6 месеци, вклучително и со вклучување на физичка активност. За нормализирање на телесна тежина. Да, со тоа практично пациентката може со загуба на телесната тежина многу лесно може да влезе во функција јајникот и да почнат тие полицистични јајници да овулираат. На многу едноставен начин да го надминеме проблемот. А што е со оние жени кои што порано влегуваат во менопауза? Понекогаш не се ни свесни дека започела перименопаузата, ќе појдат на лекар, ќе сватат дека нема доволна резерва на јајцеклетки. За жал, се почесто се таквите пациентки кои што многу порано од тој период кога на некој начин ние медицински го водиме како природен период од 40 после 45-та околу 50-та просечно кога треба практично да очекуваме загуба на репродуктивната функција. Така да се повеќе се среќаваме со пациентки кај кои во раните 40-ти веќе се соочуваат со проблем на смалена јајнична функција. Да не зборувам за исто многу зачестена појава на пациентки и под 40-та година, каде што се нарекува менопауза прекокс. Тоа е веројатно, некое прво е стресот, бурниот начин на живот, динамичниот начин на живот влијае страотно на тој дел, во смисол на рана јајнична загуба, оваријална. Понатаму надворешни влијанија во смисол на радијација, различни нокси во смисол на хемиски влијанија, загадување, внесот на хемикалии преку исхрана, преку загадена почва, вода. Така да околината работна понекогаш влијае, зависи од работната позиција. Така да сето тоа на некој начин со модерниот начин, современ начин на живот, се почесто ни носи пациентки кои што се соочуваат за жал со рана оваријална загуба. Така, а што е со оние жени кои што имаат ендометриоза? Да. Ендометриозата е практично многу сериозна, условно бенигна болест, која што влијае значајно на многу сегменти на зачнувањето, односно на плодноста на жената. Така да ендометриозата се одразува прво во смисол на тоа да тие пациентки многу често немаат овулаторна функција запазена. Понатаму тие пациентки имаат неквалитетни јајни клетки во смисол на продукција. Тие пациентки имаат рана оваријална загуба, односно оштетување на јајничното ткиво. Тие пациентки имаат многу често проблеми со тубарната непроодност, затоа што ендометриозната е врзана со неинфективна инфламација, односно воспалителна реакција во малата карлица, која што се одразува на формирање на жаришта, на тие ендометриотични жаришта и на сраслини, слепувања, кои што понекогаш интерферираат и со јајоводната проодност. Така да на многу сегменти ендометриозата за жал неповолно влијае на репродуктивната функција. Може ли некоја жена да има ендометриоза да не биде свесна за тоа, да има само силни менструални крварења и болки во стомакот, да го поврзува тоа со циклусот, а позадина да стои вако? Затоа и кај нас велиме дека и анамнезата е многу значајна, затоа што ние практично се насочуваме уште кај млада девојка во смисол на распрашување за тоа како изгледаат тие менструални циклуси, дали се болни, понатаму кога ќе воспостави сексуални односи, дали постои и диспареунија, што велиме болни односи. Така да понекогаш ние и со класичните методи на
на, ќе кажам, конвенционалниот клинички преглед и ултразвук не можеме да ги констатираме ендометриотичните жаришта. Постојат други имиджинг техники со кои што се констатира. Меѓутоа, секогаш кога пациентката сама ќе се пожали дека поготово тој момент, тој симптом на исклучително болни менструации, веќе треба да не одведе во правец на размислување дека може би пациентката крие некаква ендометриотични жаришта кои што потенцијално би пречеле понатаму во репродукцијата. А што со самата матка, доколку има некакви аномалии, или пак ако кај жените има некаков миом, скратено грло на матката, ќе доведе ли тоа до некаков проблем при забременувањето? Практично процената на формата на утерусот, на обликот, на големината, со самиот клинички преглед, односно со ултразвукот, веќе ги констатираме работите. Значи, обликот на внатрешноста, на шуплината на матката, кој што може да биде изменет во смисол на срцевиден, дворога матка, еднорога матка, постоење на миом со различна големина и локализација на различен начин влијаат на процесот на вгнездување на ембрионот во матката. Понатаму некогаш патологијата на грлото на матката може да влијае на негативно во смисол на патот на сперматозоидите кон јајната клетка, да интерферираат. Одреден органска промена во смисол на некаков полип на слузницата на матката, кој што исто така интерферира, негативно влијае на вгнездувањето. Сето тоа ние на некој начин треба со првичното видување на кај пациентката да го исклучиме како потенцијална причина во смисол на неплодност. Колку често се еворета повторно жената не може да запремени? Да, тие најделикатни и најтешки за нас практично случаи, кај кои навидум се е како што треба, нели, тоа се дури 10 до 15% од неплодните парови, што ги прогласуваме како идиопатски инфертилитет. Значи, сите начини на детекција достапни за нас не може да вродат со заклучок во смисол на постоење на некаква отстапка, така да веројатно е некоја суптилна пречка која што на некој начин можеме да ја премостиме со введување на процедура како што е вештачкото оплодување, која ги премостува сите пречки, па дури и кај тие пациенти со идиопатски, односно непозната причина за стерилитет и фертилитет. Докторка, во последните години се зборува и за драматичен пат на квалитетот на семејната течност, на спермалната течност кај мажите. Што вели науката, зошто тоа се случува? Овие фактори што ги споменав како можно влијание на женската индивидуа во смисол на намалување на јајничната резерва, идентично би можел, потенцијално би влијаеле и кај во сперматогенезата. Значи, надворешни нокси, фактори, високи температури, тестисите се надвор од машкото тело, затоа што им треба за пола степен пооптимална, пониска температура за сперматогенезата да се одвива природно, нормално, ме разбирате. Различни внесување на лоши навики во смисол на алкохол, наркотични супстанции, никотинот од цигарите, значи сите тие работи негативно влијаат дефинитивно и на ниво на сперматогенезата, која што е исто така многу кревка, меѓутоа многу е значајно да се каже дека сперматогенезата како процес се трае 90 дена. Значи, ако ние практично имаме некаква нокса во моментов, значи ќе се одрази за 90 дена во смисол на дефинитивно влијание на спермалниот примерок кој што би се добил после 3 месеци, разбирате. Но ако направиме некакви промени во меѓувреме? Да. Затоа, значи, здрав начин на исхрана, значи, избалансирана исхрана, физичка активност, нормална телесна тежина, гојазните мажи имаат исто понекогаш олигоастенотератозооспермија, значи, намален број и квалитет во смисол на тие активно подвижни и морфолошки нормални сперматозоиди. Така да сето тоа, ние овие понекогаш даваме суплементи кај таквите пациенти,
кои што треба да помогнат во тој дел да на некој начин го подобрат квалитетот на спермата, на подвижноста или морфологијата на сперматозоидите, и затоа велиме дека суплементот треба да се прима барем 3 месеци за да може да очекуваме, нели, во спермалниот примерок после тие 90 дена подобар резултат. Колку време треба да постои неможност за зачнување за кај парот да поставите диагноза неплодност? Да. Па, нели, она година дена ја земаме како временски период после со редовни незаштитени односи кои што треба да резултира со бременост кај дури 85% од паровите. Пак ќе кажам, во помладите години, кај жените веќе кои што ги допираат 40-тите, тој процент е многу помал. И затоа велиме, значи кај пациентките на 35 години, кај пациентките со постоечка препатологија, да кажеме, знаеме дека постои кај жената миом или знаеме дека постоело некакво внатрешно воспалување кој што се одразува во смисол на пелвично инфламаторно заболување со сраслини, со податок за ендометриоза или тежок машки фактор, односно постоење на машки фактор кај кој што во младоста имало некакво заболување или некакво, не дај Боже, третман во смисол на репродуктивните органи кој што би можело потенцијално да се одрази и во врз спермалниот примерок. Кај таквите парови практично дури и после 6 месеци започнуваме со дополнителни испитувања. Сега тоа значи оние базични барем испитувања. Што опфаќа? Еве, каков преглед се прави и кај мажот и кај жената? Да, па кај освен клиничкиот, ултразвичниот преглед што рековме дека да констатираме анатомијата на гениталниот тракт кај жената, нели понатаму правиме крвни анализи во смисол на некакви хормонски тестови кои што врз база на кои заклучуваме дали постои некаква отстапка која што би можеле и медикаментозно да ја коригираме и на тој начин брзо да помогнеме во процесот. Понатаму правиме проверка на проводноста на јајоводите со метода на радиолошка или ултразвучно со помош на контраст, или крајно ако постои некаква друга препатологија, па правиме и ендоскопска процедура, лапароскопска проверка на внатрешноста на гениталниот тракт кај жената. Кај мажот, за среќа, тоа е за нив, нели, многу поедноставна процедура. Значи, доволно е после абстиненција од 2-3-4 дена партнерот да остави примерок и ние го анализираме како волумен, како број на сперматозоиди, како подвижност, како морфологија. Евентуално можеме да направиме дополнителни анализи кај мажите, кај кои што постои долгогодишен веќе неуспех, па можеме да направиме фрагментација на Y хромозом, што значи и процентот на фрагментација да не насочи дека може би процесот на имплантација во кај тој пар е резултат на машко влијание, поголемо, ме разбирате. Така да има други дополнителни... Некој генетски фактор. Да. Така да тие вака базични исследувања кои ги правиме за да процениме, односно да ја поставиме диагнозата, да увидиме дали постои конкретен проблем, односно да ја лоцираме причината. Докторке, некош се прави и бриз. Да. Зошто? Може ли некоја бактериска инфекција која што ни дава симптоми да доведе до неплодност? Може, таква е кламидијата, таа е многу подмолна. Практично асимптоматска бактериска инфекција која што знае практично кај жената да даде запушување, односно да доведе до непроодност на јајоводите, да доведе до тубарен фактор како причина. Може да ги затвори тие јајоводни канали. Во постапката на базичното исследување за инфертилитет, кај жената практично редовно земаме микробиолошки брисеви, затоа што инфекција на ниво на вагината и цервиксот. Значи, над цервиксот се предпоставува дека би требало да биде стерилна средина во шуплината на матката, каде што условно, доколку постои инфламација и инфекција, тоа е веќе многу сериозна состојба. Значи, ова во долните партии на гениталниот тракт инфекција која што базично треба да ја детектираме и да ја лечиме, би можело да има позитивни влијанија во смисол на помагање за поспешување на резултатот.
или евентуално ако постои некоја инфекција или проблем на ниво на грлото на матката, тогаш можеме со едно... ХПВ инфекција? Или ХПВ-то не влие на плодноста, меѓутоа друг тип на воспалено грло, значи мораме секако прво и основно да го лечиме, а второ можеме со постапка на инсеминација, кога влегуваме со катетер и го внесуваме примерокот во шуплината на матката, го премостуваме тој цервикален проблем кој што би можел условно да влијае на неплодност. Ја споменавте инсеминацијата. Да. Дали таа е секогаш прв чекор кај асистираната репродукција? Да, освен овие корекции што така во дискусијата ги споменав, кои можат да бидат медикаментозни или едноставно насочување, или можда диетален режим, можеби следење и така, или одредување кај тие по широки рамки на циклуси на периодот кога се очекува дека е концепцијскиот максимум. Значи следен чекор е веќе некоја наша асистенција во смисол на тоа да во периодот кога кај жената се очекува дека е максимално плодна, односно се очекува овулацијата, ние практично внесуваме обработен, прочистен, концентриран примерок на нејзиниот сопруг директно во матката. И на тој начин го заменуваме односот, меѓутоа ги зголемуваме далеку практично шансите за успех. Така да даваме поддржна терапија во втора фаза, во периодот кога би требало да се имплантира ембрионот. Значи и во тој дел помагаме ако постојат некои отстапки каде што имаме инсуфициентна втора фаза, која што и таја доведува до неможност за зачнување. Значи правиме корекции на многу фактори, делови од циклусот каде што можеме на некој начин да помогнеме во тој правец да резултираме со успех. Доколку сите проблеми, параметри, хормонски се останато се среди и се направи инсеминација, таа не е успешна. Так. Може ли да се повтори тој процес? Колку инсеминации? Да. Се смета дека 3 до 4 веќе практично последователни имаат кумулативен ефект во смисол на тоа да зголемуваат шансата за успех. Секоја наредна, ме разбирате. И едиците ги раздвижуваме на некој начин, помагаме во смисол на наставање ред на циклусот, разбирате. Така да барем протоколарно се предвидуваат тие 4 инсеминации, доколку и тука немаме веќе резултат, одиме на следното скалило кој што е, за нас условно најуспешна метода за асистирана репродукција, тоа е вештачкото оплодување. Пред да преминеме на вештачкото оплодување, само да ги поканиме гледачите, доколку имаат некој прашање, да се вклучат во програма на телефонскиот број на телевизија Тилма, кој што ќе биде испишан на екранот. Ние сега продолжуваме понатаму. Има ли некои парови кои што пак веднаш првиот чекор би требало да биде инвитро? Каде што не се препорачува инсеминација? Постојат апсолутни индикации за вештачко оплодување. Значи, како што реков, тоа е тубарниот фактор, значи неплодност на јајоводите е секако, значи медицинска состојба кај која што не постои друг можен начин на зачнување, и тежок мачки фактор, кај кој што практично бројот и морфологијата на сперматозоидите е исклучително лош, кај кој што единствено со подпомогнато оплодување во лабораториски услови можеме да реализираме бременост. Исто така, вештачко оплодување е резервирано за донорските програми, значи програмите на купени јајца или купени сперомални клетки, каде што значи ние во лабораториски услови го реализираме оплодувањето. Да. Имаме гледач, ќе му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме онамо каде што запревме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Вака. Би сакала да се консултирам со докторкава, ќерка ми е на возраст од 34 години. Така. Инаку прима подолго време еутирокс, моментално прима доза од 6 дена 100, во недела 150. Минатата година остана бремена, меѓутоа поради конгенитална диафрагмална хернија мораше да го роди детето во 6-тиот месец. Само ќе одрижа малку погласно во студио, бидејќи навистина слабо слушаме. Не слушате сега?
Да ве слушаме само последното. Каков проблем имало, зашто морала се прекине бременоста, ако разбрав? Значи, детето во 6-тиот месец беше пред време родено поради диагноза од конгенитална диафрагмална хернија. Така. Од тогаш има поминато веќе 10-11 месеци. Минатиот пат, сега пред една недела, беше на гинеколог и најдоа серум CLIA 11,22. Докторката ви даде лекови за да последни јајце клетки овулираат и прогестерон. Во меѓувреме има подолго време 1-2 миоми кои што ги пратиме. Сакам да ја прашам докторкава дали еутироксот влијае премногу, која е вредноста на која што би можела повторно да забремени и дали овој период е релативно краток за да размислуваме за неможноста за втора бременност. Да, имате, докторки, уште некои прашања само или тоа би било се? Доволни ви се овие информации? Да, горе-долу, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Со оглед на тоа дека кај пациентката веќе е спроведен третман на хипотиреозата и дозите се прецизирани, ја претпоставувам дека како што е најчесто се закажуваат контролите на 6 месеци на тироидната функција, претпоставувам дека тие дози се достаточни, доволни за да го одржуваат нивото на тоа што рековме на тиреостимулирачкиот хормон на ТСХ во оптимална вредност каде што се очекува зачнување. Сега со оглед на тоа дека бременоста била прекината во 6-ти месец, претпоставувам дека е тоа индуциран абортус заради некаква малформација. Така да кај пациентката се веќе рече дека се проедени 10 месеци. Јас мислам дека веќе она допира во периодот кога може активно да се работи на тоа да кајнезеете така со можеби следење на циклус, со стимулација, со можеби инсеминација да се планира следна бременост. Така, значи периодот од 10 месеци? Да, веќе е после абортус голем, доволно да може пациентката да се насочи на планирање на втора бременост. Така. Да не имате да додадете нешто, ќе го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Добар ден за уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Едно прашање ве молам. Имам керка, 48 години, меѓутоа она некаде околу на 38 и 9 години го загуби циклусот, имаше една ситуација стресна и одна наредниот ден веќе, мислам наредниот месец немаше циклус и така остана. Пред едно 4-5 години кај гинеколог беше и дадоа апчиње за циклус, доби, имаше испитување на фоликулите и така застанавме. Меѓутоа, дали има шанси се уште нешто да се преземе? Ја прашувам докторката, ве молам. Така, а рековте дека има 48 години, ако не се лажам, така? На 48 години, но веќе нема циклус. Значи, има дете, големо, 20 години, меѓутоа не е на одмет ако остане бремена пак. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што може да се направи на оваа возраст со асистирана репродукција? На таа возраст единствено со донорски клетки може да се реализира бременост. Значи таа возраст од 45 е некоја горна граница каде што се исцрпени можностите за реализација на бременост со своји јајни клетки. Пациентката и порано изгубила циклус, кајнејзе веројатно веќе јајничната резерва е исцрпена многу одавна. Циклусот може да се одржува со помош на медикаменти, со хормонски, практично субституционен препарат, за да се храни матката на некој начин. И со помош на купени јајни клетки, ние работиме со банки за донорски јајни клетки, со неколку етаблирани европски, каде што може практично да се одбере донорка. Тоа се најчесто млади жени кои што се на возраст до 35 години, кај кои што јајните клетки лесно се оплодуваат и на тој начин да се реализира бременост кај
ќерката на пациентот. Така, но со собствени јајни Не, клетки со на таа сопствени возраст, не. тоа не може. Да. Добро, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Се исклучил гледачот. Ние продолжуваме понатаму. Добро. Добар сега. ден. Имаме гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Јас имам 45 години. Дали може инсеминација од непознат донор и за замрзнување на јајце клетки? Така, се уште И за имате... безболен породе? Дали се уште имате редовен циклус? Да. Така, да немате, доктор Пишта, некој прашање? Не. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Значи на возраст на 45 кажав дека веќе не се препорачува, односно немаме резултат во смисол на позитивен исход со сопствени јајни клетки. И покрај тоа што циклусот е присутен? Независно, да, заради Но може да се проба доколку сака доколку пациентката? пациентката инсистира, да, меѓутоа значи не е пожелно од аспект што на таа возраст веќе грешките во оплодување и во смисол на создавање на неквалитетни ембриони, хромозомски неподобни, кои што и не можат ни да се можат да зачнат, а не можат и да се износат, се огромни, практично до 90 и кусур посто, така да не се препорачуваме, разбирате. Сега пациентката треба да се пренасочи со доволно добро објаснување на донорски програм. Така. Кога зборуваме за инвитро процедурата, обично колку третмани во просек се потребни за да се постигне посакуваната бременост? Може ли кај некој со едно инвитро да се постигне успех, но што велат статистиките во просек? Па знаете, зависи од возраста на жената, пак прво и основно, и од причината за неплодност. Ако е чист тубарен фактор млада жена, ние практично првиот обид е сигурно успешен, разбирате. Ако е повозрастна жена каде што има идиопатски неплодност или комбиниран заедно со машки фактор, постои ендометриоза и така, значи шансите се многу помали. И секако велиме дека секоја наредна постапка ја зголемува шансата и велиме дека, пак ќе кажам препорака за нашите пациенти, значи доколку влегува во рамката на тие критериуми кои што се прифатливи за да се спроведе постапката на вештачко оплодување, значи успехот ќе дојде, само треба да се истрае на патот. Разбирате? Така. Упорност. Да. Но психолошкиот фактор тука Психолошкиот фактор е, да, многу важен и тежок. Практично затоа ние сме неуспех не сме ние обични доктори кои што само спроведуваме постапка. Ние сме и истовремено и психолози и луѓе со голема емпатија кои што сочувствуваме со нашите пациенти, се сродуваме, ме разбирате, преживуваме секој неуспех, секој успех и ние се радуваме на секој успех, така? Ние сме тие што треба практично сите тие состојби на депресија, на анксиозност, на нарушен однос меѓу паровите понекогаш, да, на некој начин да го избалансираме, да го подобриме и да ја вратиме надежта кај пациентите во смисол на тоа дека треба да се верува дека резултатот ќе дојде доколку истраат на патот за Тоа е до нарушување на односот? Секако, апсолутно, затоа што тоа се пациенти кои што да кажеме кај долгогодишни обиди, репетирани неуспеси, кај поготово кај пациентки кај кои што има зачнување, неизносување, така да рана загуба последователна. Значи тие пациентки се навистина во страшен стрес, во страшна траума, со многу големи очекувања, меѓутоа немање резултат, така да тоа е за нив влијае во смисол на психологијата нивна, го ремети и нормалниот начин на размислување и на живот. Не може да не влијае на нарушување на тие односи, разбирате? Така да тоа е тоа што ние треба да го поддржиме и да го на некој начин нахраниме. Како се бира кој ембрион ќе биде внесен во матката? Да. Има ли некој критериум? Да, тоа е веќе ембриолошки аспект, значи ембриолозите ембриолозите се многу важен сегмент, исто толку важен во алката на инвитро процесот, значи кој што врз база на начинот на оплодување, на селекција на ембрионот влијаат на тоа дали процедурата ќе биде успешна. Значи постојат морфолошки критериуми врз база на тие ја следат практично процесот на делба,
симетричноста на клетките од кои што е создаден ембрионот, степенот на фрагментација на делови од клетки кои што се констатира кај ембрионот. Значи, начинот како што овој ембрион ќе се менува низ деновите, до кој степен на развој ќе достигне за да можеме ние да кажеме да го планираме во трансфер. Значи има овој морфолошки критериуми кои што се важни од страна на ембриолозите за одабир на квалитетен ембрион. Во вашата болница, во болницата од која што доаѓате, ќе биде достапен бесплатен генетски тест за секое приватно инвитро кај трудници кои што се постари од 30 години. Што ќе се испитува со тој тест? Какви информации ќе може да се добијат? Да, тоа е нешто ново од нашата болница. Практично тоа е во пакетот кај пациентите кои што пристапуваат во смисол на тоа да спроведуваме процес на инвитро приватно. Така. Значи во самиот пакет нудиме и бесплатни пренатални тестови, што значи дека пациентката кога ќе остане трудна во нашата процедура, значи ние после 10-та недела во раната фаза на бременост, значи ја овозможуваме хромозомска, односно генетска проверка на ембрионот во смисол дали е тој здрав. Така да на тој начин го заокружуваме кругот на грижа на нашите пациентки за да биде тоа проверено и потврдено дека е секако што треба, разбирате. Како се прави тој тест, преку крв? Тој се прави преку крв, тоа е неинвазивен тест, каде што практично се детектира, се каптира фрагменти на феталната ДНА во мајчината циркулација, која што се амплифицира, се практично концентрацијата се умножува и се прави, значи хромозомски профил се добива на плодот и се гледаат одредени генски отстапувања, така да делеци бројни се констатираат во смисол на некаква констатирање, не дај Боже, на некаква отстапка, што е многу важно да се знае дека пациентката носи здраво потомство, чедо. Така. Претпоставам дека многу им е важно на трудниците што забремениле со инвитро да направат еден тест преку крвта, да не биде инвазивен. Некои се плашат да направат инвазивен тест, бидејќи таа бременост била многу посакувана. Така ми се чини поедноставно, многу посигурно. едноставно и многу сигурно, да. Така. Така да, ова е можноста која што ја нуди болницата сега. Така, сега откако кај жената ќе биде имплантиран ембрионот. Така. Колку време се чека за да се провери дали е успешна бременоста? Па видете, ние тестот можеме да го направиме и после 10 дена, затоа што се пресмета дека мала концентрација на тој хормонски тест за бременност може да се детектира во крвта, меѓутоа најбезбедно е со таа поддржна терапија која што се дава после ембриотрансферот, да кажеме, по наредните 2 недели, значи веќе 15-тиот ден после трансферот се советува проверка односно детекција на тестот за бременност во крв се советува. Е така. Има ли некои терапии кои што може да ја одржат бременоста? Сигурно и тоа е прашањето на трудниците. Има, ние даваме доста од поддржните терапии, поготово кај пациентки кај кои што сме констатирале отстапка. Да кажеме, ова е гестагена поддршка кај сите пациенти, затоа што протоколарно така е предвидено. Понатаму кај пациентките кај што е констатирана тромбофилија пред да се отпочне процедурата, даваме аспирини, даваме тромбопрофилакса во смисол на инекции. Понатаму даваме витаминска поддршка, витаминот Д е многу значаен во тој раниот развој на ембрион. Понекогаш кај имунолошка, доколку е потврдено дека постои имунолошки фактор на неплодност, даваме и кортикотерапија во таа фаза поддржна после спроведување на ембриотрансфер. Така да се трудиме да ја коригираме секоја недостаточност за да можеме да обезбедиме сигурна имплантација, односно сигурна бременост. Има ли парови кои што се во ред? Се прават бројни инвитра и никако да се забележи успех? Па има и такви, за жал. Има и такви. Дури и понекогаш и самите парови одлучуваат да
да изберат донорски програм. Така, тоа сега прашам, дали некогаш е проблемот на парот? Значи, на нивната комбинација. Да, може, да. Така и токму поради тоа организмот не сака да го имплантира. Така да, тие практично и сами побаруваат понекогаш да се промени, нели, еден од паровите. Генетската комбинацијата, така да, еден од паровите, значи, се заменува со некакви донорски материјал и се очекува дека резултатот ќе го добиеме. Значи, понекогаш се потребни генетски советувања кај паровите? Да, значи, меѓу другото, ние имаме и психолошки и генетски советувања. Овозможено е тоа во нашата болница. Кога постои најмал проблем, правиме кариотип кај партнерите, за да видиме ако постои некаква транслокација или некакви сателити или некаква мала делеција, тогаш обавезно вклучуваме и генетичар да ни ги каже можностите за добивање на здрав ембрион. Разбирате? Успешните приказни се огромна среќа за семејствата, но и за тимовите кои што работат. Апсолутно, така да ние сме пресреќни и сите се радуваме во тимот кога ќе дознаеме дека тестот е позитивен. Тоа е вака заради тоа што искрено, интимно се поврзуваме со пациентите. Така да тоа е дефинитивно не само наш успех, заеднички, разбирате. Сигурно тоа е прилично емотивно, се среќавате. Да, многу се среќаваме, доаѓаат со понатаму доаѓаат со новоредените, доаѓаат со дечињата да не посетат, имаме слики на оделението од наши бебиња и така. Мислам тоа е дефинитивно голем успех за голема радост за сите нас. Така, успешните приказни. Да. Се зголемува ли бројот на парови кои што бараат инвитро? Односно асистирана репродукција во денешно време. Расте ли тој тренд? Да ви кажам право, младите се многу информирани и интернетот овозможува информацијата да дојде рано до нив, така да тие рано побаруваат, да кажеме, за чување на јајни клетки, за чување на сперматозоиди и најмал проблем да имаат во смисол на тој период на пробување околу бременост, веќе се обраќаат кај нас со побарување за тоа дали треба да направиме дополнителни испитувања, некои бараат вештачко оплодување, меѓутоа доколку нема јасна причина, сега сигурно дека ние ги одвраќаме за да сепак го запазиме оној редослед на постапки кај кој што со поедноставна метода се очекува дека ќе добиеме резултат. Разбирате? А колку време може да стојат замрзнати јајцеклетките или пак сперматозоидите? Ние имаме практично пациентки кои што им зачувуваат своји ембриони, односно парови, значи ембриони, односно пациентки со јајцеклетки, кои што преку 10-15 години веќе во нашата лабораторија се фризирани. Така, значи навремено да се размислува за сето ова. До 35-та година како совет за младите девојки. Понатаму веќе мислам успешноста на тие за бременост со тие зачувани јајца е се помала, а над 40-та година не се препорачува. Не се препорачува. Да. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина едно интересно издание. Уфативме различни аспекти кои што се поврзани со неможноста за забременување, но и секако како да се дојде до успешна бременост во целиот процес. Ми беше задоволство со вас, така да ја се надевам дека и гледачите успеа да искористат нешто од нашава дискусија во смисол на тоа да им се расчленат некои дилеми за некои прашања. Ние сме секогаш отворени за да се обратат кај нас за практично да им помогнеме во сите ситуации околу неплодноста и така. Така, колку време да се чека, еве доколку некој пар не може да постигне бременост, колку време да се чека пред да се обратат? Значи, ако се помлади, може и до година дена. Добра. Ако се повозрасни, веќе за 6 месеци треба да побараат наша помош. Така. Со еве кој го загружиме денешното издание на Телма амбуланта, ви благодарам уште на за гостувањето, се надевам дека ќе се видиме повторно. И јас се надевам. А ким се заблагодарам и на гледачите за вниманието со кое што денеска не следеа. Почитувани, гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, бидејќи заедно учиме за здравието. Ви посакувам пријатен ден.